Прикривањето на убиството на Мартин Нешковски и полициски монтираниот случај со Љубе Бошковски се најеклатантни примери како власта ги користи и злоупотребува институциите под нејзина контрола да го суспендира владењето на правото и за политизираноста на судството кое власта го користи за да се пресметува со своите неистомисленици, оцени опозицијата на годишнината од убиството и од апсењето. Власта на Бошковски кога се враќаше од Хаг му приреди пречек како на херој и премиерот се гушкаше со него на аеродром, потсетуваат од СДСМ, а потоа решија да го елиминираат со полициско-медиумска хајка кога почна да ги критикува за нивните скандали. Мислам дека веќе никој нема дилема дека Бошковски во затвор го однесува изјавите Лопатаро еден, Плови Саша и Бандо криминална. Многу повеќе отколку полицискиот доушник кој го местел со банкноти. Обединети за Македонија бара од председателот Иванов да го ослободи Бошковски, бидејќи се работи за политички монтиран случај и има низа прекршување на процедурата. Сакаме од ова место да го повикаме господинот Ѓорги Иванов, председател на Република Македонија. Ако не е засегнат за лична судбина на господинот Бошковски и неговото семејство, да поведе сметка барем за еднината на државата и во согласно со неговите законски ингеренции да го ослободи господинот Бошковски и да прекине оваа агонија. Власта се обиде, велат од опозицијата, да го сокри убиството на Мартин Нешковски на прославата на изборната победа на ВМРО-ДПМН. Група млади луѓе организираа протести за да не се забошоти вистината. На нивните искрени протести власта одговори агресивно со целата своја машинерија, организирајќи контрапротести, употребувајќи ги своите медиумски мегафони во политичко-новинарски спинови со кои проба целосно да ги дисквалификува овие млади луѓе. Една година подоцна, власта не презема никакви чекори за да се превенираат вакви случаи во иднина и воопшто за намалување на полициската бруталност. Од достоинство предупредуваат, власта не смее да ги употребува оние кои застанаа во 2001 на браникот на татковината, поради последиците и растројството од настаните. Направена е погрешна проценка при употребата на таков специјалец, бидејќи тоа е слично како со булдожер да возите по партизански одреди, по улицата по булевар партизански одреди. Такви луѓе кои што се обучени и оспособени за извршување на специјални задачи, не е мудро, кои што истовремено се силно истроматизирани од 2001 година, не е мудро да се користат за обезбедување на вакви настани и воедно државата целиот овој период избегнува да се позанимава со таа проблематика, бидејќи такви луѓе кои што се потенцијални бомби до ден денес се шетат по улиците. Никој, велат, не понесе одговорност зашто човек како специјалецот Игор Спасов беше пратен на обезбедување на партиска прослава.